Соработникот на власта, контроверзниот црногорски бизнисмен Миодраг Давивич Дака се најде на американската црна листа. Тој стана актуелен во земјава главно со купувањето на тетовски шик јелак, каде се предвидуваше да никне урбана џунгла. Опозицијската ВМРО ДПМН уште тогаш предупредуваше дека Дака склучува сомнителни договори со владеачката гарнитура. Според потпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски, ставањето на Дака на американската црна листа е потврда дека високи владини функционери биле вмешани во корупција. Да ја потсетам македонската јавност дека оваа влада на СДСМ и ДУИ беше формирана на 30 август 2020 година. Веќе на 31 август утрената Советот на општина Тетово, во тоа време со градоначалник од ДУИ Теута Арифи, усвои спорен детален урбанистички план, кој што проценката беше дека треба да вреди некаде околу 200 милиони евра, на земјиште кое што претходно припаѓаше на комбинатот Шик Јелак, кое што во спорни и сомнителни околности во меѓувреме го стекна бизнисменот Миодраг Дака Давидович. Во тоа време презентирав докази дека се работи за пари од сомнителен капитал, кои што можеби потекнуваат и од војните во поранешна Југославија, кои што Македонија стигнуваа преку офшор компании од Панама. Тој посочува дека до ден денес обвинителството ги нема истражано овие наводи, дека токму ваквите фирми кои се на американската црна листа треба да бидат ограничени со закон и да немаат можност за тендери за јавни набавки, зашто говореше министерот Спасовски за Николовски е добра идеја, но според него не доаѓа од соодветна личност бидејќи МВР во моментов спроведува една од поголемите јавни набавки со фирма која е на црната листа. Мислам дека е добра идеја. Но исто така треба да се размисли кога се даваат идеи кој е кредибилитетот на луѓето кои што ги даваат тие идеи. Во моментов можеби единствена поголема јавна набавка во Македонија, која што е реализирана од компанија и лица кои што се на црната листа на Соединетите американски држави, е реализирана токму во Министерството за внатрешни работи, кое што направи една голема набавка на IT опрема од компанијата Infinity, која што е поврзана со семејството Додик, и кои што се на црната листа на Соединетите американски држави и беа на црната листа на Соединетите американски држави и компаниите поврзани со Infinity и семејството во моментот кога се случи оваа јавна набавка, така што идеите се добри, ама треба да имате и кредибилитет да ги дајат. Николовски посочи дека поради обелоденувањето на аферата со сомнителните договарања на власта со Дака добивал закани, но не се откажал бидејќи според него време е Македонија да се исчисти од корупција.